Господјо Брезева, кога вашиот сопруг одлучи да однесе пари во приватната болница за да се лекува со плаќење, дали во парите што ги подготви беше пресметана и употреба на супортивниот метод хемофилтрација? Да. Дали и вие како сопруга денес и сведок, па дури чувме и оштетена, имавте можност да ги проверувате констатациите, сознанијата научни за самата хемофилтрација, на интернет со вашите? Читавме, да. Што разбравте? Дека тоа помага во лекување на болни од бубрези, нефролошки заболувања, тоа помага, толку знаеме. Во клиниката Жан Митрев дали освен покојниот ваш сопруг беа лекувани и други членови од вашето семејство? Да. Значи вкупно 5 лица? Да. Дали тоа значи дека овие 5 лица платиле депозит за 10 хемофилтрации? Да. Колку вкупно од тие 10 хемофилтрации кај овие 5 члена на вашето семејство се извршени, а колку не се извршени во клиниката Жан Митрев? Извршени се кај мажот ми само хемофилтрации. Освен кај сопругот мој, кај друг никого не е применета методата. Кој одлучуваше да не се употребат? Персоналот во болницата. Зошто да не се употребат? Не знам, веројатно немало потреба. Прашувам дали од вкупните цифри како на пример 3,5 милиони потрошени средства, вие сте платиле 2,5 милиони, знаете ли дека вам ви е направен попуст од повеќе од 1.300.000? Попуст добивме веќе пред крајот, каде што ни наплаќаа по 300 евра од вечер, а каде што се наплаќаше 600 евра. Пред вашиот сопруг да одлучи да се лекува во приватната болница и да ги однесе паричните средства подготвени за таа намена, дали тој имал личен контакт со доктор Жан Митрев? Не. Дали вие сте имале личен контакт со доктор Жан Митрев? Не. Дали пред вашиот сопруг, дали тој лично или вие, кога одлучивте да се лекува со плаќање во приватна болница, како за него така и за останатите членови на семејството, кои се лекуваа во Жан Митрев? Воопшто имавте дилема дали да оди во јавното здравство или немавте таква дилема во избор меѓу јавно и приватно? Не, немавме дилема, сакавме да оди во приватно здравство заради условите. Заради условите во јавното здравство? Факт беше дека во болниците имаше многу гужви. Во јавните болници инфективното одделение во Велес е испод секое достоинство да се лежи таму, да се престојува, ние немаше дилема, ние не се сомневавме во стручноста на кадарот на Жан Митрев. Апсолутно немаше никаков сомнеш.